Почитувани гледачи, со најновите информации за најважните настани кои што го одбележаа денешниот ден во Полошко, започнуваме веднаш. Поради модерното време и лошите услови за спортување во Тетово, младите во овој град ретко практикуваат физички активности, констатираат спортските работници. Ниту во училиштата нема услови за физичко образование. Нормалното одвивање на часот по физичко образование во поголем дел од основните училишта во Тетово зависи од поволните временски услови. Ова се учениците од основното училиште Братство Мигени. Кога е убаво времето, ги користат терените на спортскиот центар во зимскиот период и кога врне. Во училиштето нема услови за физичко образование. Според планот и програмата, на Министерството за образование, нормално се прилагодуваме според условите, наоѓаме нешто заедничко, нешто плюс, додаваме, одземаме што повеќе нормално одземаме, затоа што условите толку ни дозволуваат. Спортскиот работник Небој Шарсик вели дека за разлика од другите генерации, младите ретко практикуваат спорт. Како причина ги наведува модерното време и лошите услови за спортување во градот. Ретко кој основно училиште има спортска сала, а спортскиот центар во Тетово, кој во минатото важеше за база на спортот, со години оставен на забот на времето. Паметам мои идоли кои беа во градов. Сега ми текнуваат многу имиња, нормално да не ги споменуваме. Од фудбалери, кошаркари, одбојкари. Ова беше еден град, спортски град, познат, каде што излегува плејада од репрезентативци, каде што едноставно се сакаше спортот. Колку било посетувано, само посетуван спортскиот центар во нашиот град, може и постарите сигурно ќе го гледаат ова и сами ќе се присетат на нивната младост, колку тие спортувале, колку ова било посетено, колку се сакал спортот и потоа доаѓаат овие наши генерации, кои што колку толку можам да кажам дека нешто од нешто, учествувавме во тие спортски настани, турнири, спортувавме во спортски клубови, трениравме и сега, доаѓаме до оваа генерација на која што јас, сум им наставник и мислам дека тука веќе доаѓаме. Ако број оделението, пак ќе се префрлам на насавата, ако број оделението околу 30 ученици, мислам дека највеќе 3 до 5 ученика што активно тренираат, 2-3 да речеме дека рекреативно нешто се занимаваат со спорт, слободното време го користат да изиграат нешто, да потрчат, другите буквално се предадени на новиот тренд, односно компјутерите и целата техника која што нормално повеќе ги мами и ги привлекува одошто спортот како секојдневие. И покрај ваквата состојба спортските работници апелираат младите да не губат волја и секој дел од околината да го искористат за физичка активност која треба да стане составен дел од денот. Со тек на времето лицата кои редовно спортуваат ќе забележат големи промени во телото, чувство на задоволство и среќа, што представува мотив да се продолжи со спортување. Здравието пред се потекнува од физичката активност. Сега пропагирањето како наставник по физичко и здравствено образование, на самите деца им пренесуваме колку тоа е добро за нивното здравје, колку тоа треба да го применуваат без разлика дали некој тренира некој одреден спорт или не тренира, сепак физичката активност не спаѓа само спортување како спорт, туку и рекреација, возење ролери, возење велосипед, пешачење. Ги имаме природните богатства, тука е калето, познатото бањиче. Така да се тоа спаѓа во една физичка активност која што децата нормално треба да ја применуваат за нивното здравје и нормално да и они бидат едни пропагатори за идните генерации, нивните деца, за да тоа едноставно биде како тренд и како нешто што ќе се пренесува. Активниот физички живот е директно поврзан со бројни социјални и психолошки придобивки. Продолжен животен век, превентива за хронични заболувања и кардиоваскуларни болести. Неактивноста на физички план е исто така поврзани со нарушено ментално здравје. Денес е меѓународен ден на физичката активност.
Ученици од Гостиварското основно училиште Гоце Делчев се вратија со награди од меѓународниот фестивал за детска поезија што се одржа во Бања Лука, Босна. За своите стихотворби Ивана Мерџановска се закити со главната награда Клучар на детското царство, а Огнена Анастасиевски го освои второто место. Ученици од основното училиште Гоце Делчев од Гостивар постигнаа значителен успех на Балкански поетски фестивал, што се одржа неодамна во Бања Лука, Босна. Осмоотделенката Ивана Мерџановска ја освои главната награда Клучар на детското царство и специјална награда на фестивалот за песната Ајде во Бања Лука, додека Огнен Анастасиевски, ученик во 4-то одделение, доби втора награда за творбата Желба. Сакам да бидам голем капетан, да пловам по морски широчини, да допрам до далечни брегови, да видам природни убавини и дознам за народни традиции, да вртам мокно кормило, да фрлам тешко сидро, да гледам зајди сонце и далечни хоризонти, да слушам плискање на морски бранови. И да, знам дека е тешко, да се биде капетан не е лесно. Ајде со песна така да победиме. Детските солзи да не се леат, нашите стихови од срце излеани, целиот свет нека го згреат. Пораки за мир, пораки за среќа, ајде да напишеме во рима. Секој кој се бори со убав збор, Босна во преградка го прима. Кому од срцето добрина му тече, му извира чиста поетска река, кој сите луѓе ги смета за браќа, него Бања Лука одамна го чека. Ајде, деца од земјите братски, да се сретнеме таму, да си пружиме рака, да ја бакнеме круната поетска, да покажеме како песната се сака. Во Бања Лука бевме 2 дена во кои беа организирани прошетки заедно со децата од другите земји. Исто така беше организирана и манифестација во која ние, малите поети, ги изведувавме нашите творби пред публиката на Бања Лука и сме задоволни од нашите настави. Малите гостиварски поетски пера успеаа да го воодушеват жирито при силна конкуренција. На претходно распишаниот конкурс за учество на фестивалот биле пријавени 4000 ученици од сите балкански земји. Менторите на Ивана и Огнен, Ангелко Јанковски и Габриела Мерџановска, изразија големо задоволство од резултатите на нивните талентирани ученици. Творбата Желба на Огнен Анастасиевски беше влезена во најтесна конкуренција и тој беше повикан како финалист на детското царство. Тоа е меѓународен поетски фестивал кој што се организира во Бања Лука. Таму Огнен имаше одлична интерпретација, ја воодушеви публиката и ја доби втората награда од жирито. Од Република Македонија на овој меѓународен поетски конкурс учествуваа 9 ученици со своите ментори. Сите песни беа прекрасни, децата многу се дружеа, убаво си поминаа и се надеваат дека другата година за нивното учество повторно ќе бидат поканети како финалисти на овој фестивал. Тамо нашите ученици, прво наградени, се дружеа со останатите деца од поранешните југословенски републики, така што ние се гордееме, посебно јас како ментор и заедно со нашето училиште и вработените, се гордееме што имаме такви таленти кои го искажуваат своите чувства на свој посебен начин и за тоа се наградени. Наградените песни на Ивана и Огнен се отпечатени во збирката на фестивалот заедно со другите финалисти. Меѓународниот фестивал на детска поезија Детско царство во Бања Лука годинава се одржа по 10-ти пат. По повод престојните матурски и полуматурски прослави во Тетово и Гостивар, секторот за внатрешни работи Тетово упатува апел до учениците за некористење на автомобили и почитување на јавниот ред и мир во и околу училиштата и угостителските објекти.
Секторот за внатрешни работи Тетово со апел до учениците од Тетово и Гостивар кои следниот период ќе имаат матурски и полуматурски прослави. Со цел прославите да поминат без безбедносни и други несакани проблеми, секторот апелира до матурантите тие денови да се воздржат од користење на сопствените или родителските возила за превоз до угостителските објекти или ако веќе одлучат да ги користат, да не седнуваат зад волан без возачка дозвола, под дејство на алкохол или без придружник. Ова посебно се однесува на возачите почетници. На матурантите им се советува исто така доследно да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и да не ја доведуваат во прашање сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот, но и да не го нарушуваат јавниот ред и мир во и околу училиштата или гостителските објекти во кои ќе престојуваат со конзумирање по голема количина алкохолни пијалоци, пуштање прегласна музика, пукање од оружје и друго, зашто брзо и лесно состојбите можат да излезат од контрола и да завршат со сериозни последици, неретко и ненадоместливи. Соодветните служби на сектор за внатрешни работи Тетово денови веќе ги посетат средните училишта и заеднички ќе ги дефинираат превентивните и други мерки за непречено и безбедно организирање на матурските вечери. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски и директорот на јавното предпријатие за државни патишта Александар Стојанов со соработниците денес извршија увид во градежните работи за реконструкција на регионалниот пат Тетово-Брвеница, Чегране-Гостивар. Денеска сме на увид на градежни активности на уште еден инфраструктурен проект. Пред известно време започнавме со целосна реконструкција на регионалниот пат од Тетово-Брвеница до Гостивар. Се работи за инвестиција од 1,8 милиони евра, а од должина од 16 километри. Како што може да забележите, денеска се работи на асфалтирање. Првиот слој комплетно е поставен, сега се работи на вториот слој. Односно, согласно динамиката, јас очекувам дека во наредните 2 до 3 месеци комплетно ќе биде реконструиран цел регионален пат. Ние ова ветување го дадовме под граѓаните, започнавме минатата година со градежни активности, сите 16 километри ќе бидат завршени согласно договорот и пред договорот, така да граѓаните ќе добијат еден нов реконструиран регионален пат. Тоа го ветивме, тоа и го остваруваме. Како што може да забележите, секој ден се работи на секаде низ Република Македонија, премногу инфраструктурни проекти. Министерство за транспорт и врски ќе продолжи континуирано и макотрпно сите оние проекти што сме ги ветиле пред граѓаните, сите да ги реализираме. Најдеме на регионалниот пат што ги поврза општините Тетово и Гостивар. Во овој регион во задниот период беше направен преку програмата инвестиционо одржување Македонија пат и регионалниот пат Тетово Пирок Гостивар, што е од другата страна на автопатот, а моментално го работиме патот од Брвеница Чегране до Гостивар. Вкупната должина на делницата што се рехабилитира и реконструира е 16,7 км, се ставаат 2 слоја асфалт, а ширината на асфалтот е околу 5 метри. Имавме на 3 места проширување, се прошири и 2 моста и се прошири делница од околу 3 км, која што беше со помала ширина, значи да би се добило едно безбедно и, како да кажем, побрзо патување за граѓаните во регион. Во изминатиот период, исто така во овој регион, направивме и 5 локални патишта со вкупна должина околу 6 км и инвестициона вредност од околу 27 милиони денари, а завршена е и делот од Клучката Брвеница, тој излезниот дел кој доаѓа од Скопје. Ние се надеваме дека ќе расчистиме со експроприација за излезниот дел, значи од Тетово, и ќе продолжиме и тамо да работиме. Така да јавното предпријатие за државни патишта го исполнува она што беше ветено и она што беше во програмата на предпријатието. Општинската организација на СДСМ Тетово со реакција за неприсуството на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово на вчерашната прослава на денот на победа над фашизмот пред споменикот на револуцијата во Тетово. Со реакција за неприсуството на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН на вчерашната прослава на денот на победата над фашизмот пред споменикот на револуцијата во Тетово се огласи Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз Тетово. Како што стои во реакцијата, денот на победата над фашизмот 9 мај, кој целата држава и Европа го одбележува, денот кој го славиме како символ на победата на светлоста над мракот, победата на хуманизмот над тоталитаризмот, победата на слободата над робството, Општинскиот комитет на ДПМН го изостави од својата агенда. Игнорирањето на овој ден од страна на ДПМН доволно говори за нивната почит кон историјата на македонскиот народ и Република Македонија во целина.
Ги забораваат деновите кои се од големо значење за нашата татковина, а во нивната агенда додаваат нови значајни само за нив. Тие се лажни патриоти. Таквото нивно само декларирање е паднато во вода, стои во реакцијата на општинската организација на СДСМ Тетово. Не е патриотски да се игнорира денот кога е поразено најголемото зло во поновата светска историја, зло против кое се борела и Македонија, зло кое зело многу македонски животи пред чии споменици денес сме должни да се поклониме. Тие борци ни ја дале слободата, се наведува во реакцијата на општинската организација на СДСМ Тетово. Две лица се повредени во две одделни сообраќајни незгоди кои се случиле во Тетово. Полицискиот билтен бележи и кражба во продавница за бела техника. Со телесни повреди се здобиле две лица во сообраќајни незгоди во Тетово. Како што информираат од СВР Тетово, вчера околу 14 часот на крстосницата од регионалниот пат Тетово-Волковија и улицата Вон Вардарска во Тетово се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко возило Мерцедес со скопски регистарски таблици управувано од 19 годишна тетовка, која го напуштила местото на несреќата, и пешак 19 годишна девојка исто така од Тетово. Во незгодата пешакот се здобила со телесни повреди, со друго возило била пренесена во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштена на домашно лекување. Извршене увити се утврдува причината за несреќата и се друго, со напомена дека тетовката која возила не поседувала и валидна возачка дозвола. Втората незгода се случила на улицата Видое Смилевски Бато, во непосредна близина на основното училиште Кирил и Методи во Тетово, вчера околу 13 часот и 30 минути. Во незгодата учествувале мотоцикл Башан БС 125 со скопски регистарски таблици, управуван од 20 годишникот Тетово, патничко возило Форд Куга со швајцарски таблици, управувано од 27 годишникот Жеровјане, и патничко возило Ауди А6 со тетовски таблици, што го управувал 35 годишникот Тетово. Телесни повреди во незгодата добил 17 годишен сопатник на мотоциклот, исто така од Тетово, и по укажаната лекарска помош во Тетовската болница пуштене дома. Извршене увити се утврдува причината за незгодата, во која вкупната материјална штета се проценува на 100.000 денари. Полицискиот билтен бележи и кражба во продавница за бела техника. Имено 31 годишен гостиварец вчера наутро пријавил тешка кражба во продавница за бела техника, лоцирана на улица Беличица во Гостивар. За сега непознати сторители околу 3 часот и 30 минути насилно ја отвориле влезната врата на објектот и од внатрешноста одзеле 4 лаптопи, 7 мобилни телефони и 2 фотоапарати, причинувајќи вкупна материјална штета која се проценува на 382.480 денари. Со одземеното незабележани од никого брзо ја напуштиле продавницата и се оддалечиле во непозната насока. По извршениот увид се преземаат мерки и активности за откривање на сторителите и целосно расветлување на сите поединости поврзани со пријавената кражба. Од полицискиот билтен и информацијата дека полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера околу 10 часот и 20 минути на улица Маршал Тито во Тетово лишиле од слобода 59 годишен тетовец. По лишувањето реализирано со соодветна судска наредба, лицето е предадено во КПУ Тетово за издржување на едногодишна затворска казна за злоупотреба на службена положба. Превентивна дезинсекција против комарци ќе се врши на подрачјето на општина Теарце. Дезинсекцијата ќе ја спроведува Центарот за јавно здравје Тетово. На подрачјето на општина Теарце специјализирана екипа на Центарот за јавно здравје Тетово на 10 и 11 мај во вечерните и раните утрински часови ќе спроведе теристичка ларвицидна дезинсекција со цел намалување на бројот на комарците. Како што соопштуваат надлежните служби, теристичката ларвицидна дезинсекција ќе се врши со апарат за ултравиолетово ладно замаглување поставено на возило со приколка со претходница од друго возило со ротационо светло. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини, населените места и депонии во тоа подрачје. Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на појава на неповолни временски прилики, дожд или ветар, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден, за што од Центарот за јавно здравје ќе следи дополнително известување. Политичката криза во земјава трае премногу долго.
Нема време за чекање, преговорите треба да продолжат веднаш. Европската унија е тука да помогне. Ова беше пораката на евроамбасадорот Иво Орав на појадокот по повод Денот на Европа кој беше организиран од Секретаријатот за европски прашања. На појадокот меѓу присутните беа американскиот амбасадор Джес Бели, евродипломати, странски домашни политичари кои вешто ги избегнаа камерите и не сакаа да ја коментираат актуелната политичка криза. Преговори меѓу четирите политички партии во моментов нема, но има билатерални разговори на партиите со меѓународни представници, обелодени лидерот на опозицијската СДСМ Зоран Заев на дебатата што денеска организираше Цивил, а на која присуствуваа 30 на партии и движења, но на која не беа присутни представниците на ВМРО, ДПМН, ДУИ и ДПА, иако беа поканети. Заев потенцираше дека избори на 5 јуни нема да има и дека СДСМ не е за нов фиксен датум за избори, но дека се залага за условен датум. Лидерот на СДСМ потенцираше и дека СДСМ смета дека не е добро да се формира експертска влада, туку дека партиите треба да се вратат на договорот од Пржино. Според Заев, парламентот може да се свика во секој момент. Лидерот на СДСМ оцени дека постојат повеќе начини како да се реши аболицијата, со нејзино повлекување, со повикување на членови од законот за управна постапка или пак во парламентот со вметнување нов член. Во врска со специјалниот представник што го праќа Министерството за надворешни работи на Германија Јоханес Хајндел, Заев рече дека не е запознат со неговиот мандат, но дека смета оти тој е тука за да го коментира имплементирањето на многобројните документи што Европската унија ги има донесено за Македонија, а пред се извештајот од Прибег како и договорот од Пржино. Мажот кој обвинет дека извршил напад со нож рано утринава врз патници на железничката станица во Минхен има германско државјанство, но не е жител на Баварија и има 27 години, изјави портпаролот на баварската полиција Карл Хајнц Загерер. Тој истакна дека испитувањето на сведоци покажало дека напаѓачот дал политички мотивирани коментари за време на нападот, во кој се ранети 4 лица, од кои едното од нив почина. Инцидентот се случи околу 5 часот наутро, при што според очевидците напаѓачот извикал Аллах Акбар, Господ е голем. Напаѓачот е совладан и уапсен. Мексиканскиот суд одлучи дека наркобосот Хоакин Гусман, познат како Ел Чапо, може да биде екстрадиран во САД, каде против него се подигнати обвиненија за илегална трговија со наркотици. Ел Чапо во саботата беше преместен од строго обезбедуван затвор во градот Сиудад Хуарес во затвор во близина на границата со САД. Неименуван извор од Мексиканското министерство за надворешни работи изјави дека екстрадицијата на Ел Чапо ќе се случи во наредните недели. Со највисоки почести и голема парада во Пјонкјанг се прослави завршувањето на 7-миот конгрес од 1980 година наваму на партијата и лидерот Ким Јонг Ун. Севернокорејскиот лидер беше централна фигура на парадата која ја следеше од терасата над огромниот плоштад на Ким Ил Сунг, на кој стотици илјади луѓе со букети цвеќе го славеа наследникот на семејната династија. Шефот на севернокорејскиот парламент Ким Јонг Нам им се обрати на граѓаните пред почетокот на парадата за да им ја честита новата титула на Ким Јонг Ун, председател на работничката партија. Предстои голема работа во однос на обновата на инфраструктурата, снабдување со вода, струја и газ за да може жителите да се вратат полека стивну во огнот во канадскиот град Форт Мекмари, благодарение на вчерашниот дожд на времената интервенција на пожарникарите. Градот со развиена нафтена индустрија веројатно 90% е спасен, изјави премиерката на Алберта Рејчел Нотли. Престои голема работа во однос на обновата на инфраструктурата. Пламените јазици принудија 100.000 жители да се евакуираат. Материјалната штета допрва ќе се утврдува. Денес имавме сончево време со умерена облачност. Дуваше слаб до умерен ветер од југозападен правец. Утринската температура се движеше од 4 до 11 степени, а дневната од 20 до 24 степени. УВ индексот изнесуваше 7. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, утре не очекува сончево време со умерена облачност, а попладне нестабилно со услови за краткотраен пороен дожд и грмежи. Утринската температура ќе се движи од 6 до 12 степени, а дневната од 21 до 26 степени. УВ индексот ќе изнесува 7.
Временската прогноза беше последната содржина од денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.